Значи ние сме изложени на константен ризик, дали станува збор за пандемија или од претходно, ние константно сме во ризик. Сега е поголем. Се чуваме повеќе, сите колеги внимаваме на тоа. Едноставно нема многу работи за сликање, има една работа само што е главна, што го окупира цел свет, тоа е проблемот со пандемијата и вирусот COVID-19 со здравството генерално. Многу наши колеги беа напуштени од работа, не само фоторепортери, туку и новинари, и тоа е многу загрижувачки, затоа што освен тоа што беа многу малку платени во ова никакво време, остана и без работа. Генерално целата фела е погодена, да се разбереме. Има работа, не викам дека нема, меѓутоа работата е ограничена строго на 2-3 ситуации што се сликаат. Другото не постои. Многу мои колеги што земаат многу мала плата, ама работат приватно ваму таму, едноставно нема работа за нив. Како што нема работа за пејачите, ugostителите, така нема работа и за нив. Едноставно големите фирми можат да издржат. Меѓутоа малите поединци, како поединци, многу тешко. И покрај тоа што бевме многу ограничени, прво немавме пристап никаде, затоа што нели на почеток не изгледаше многу за мене изгледаше окей да се слика само надвор, но после едно време од како почна карантинот и стварно немавме веќе што да сликаме, излегуваш надвор, нема ни луѓе, нема ништо. Почнам да размислувам зашто не влегуваме од ковид центрите да сликаме. Има малце притисок, значи не е на сите нас пријатно да одиме, не знам, инфективно во болница да снимаме или во ковид центрите каде што се болните, каде што ги испитуваат. Не ни е пријатно, ама сме навикнати на таа работа и не знам, човекот се привикнува на секоја ситуација. Секој пат викам дека мора некој да се жртвува за другите да видат што стварно се случува. И ние бевме тие што влеговме и им кажавме на граѓаните, бевме тој каналот кој им пренесовме што стварно се случува таму. Едва чекам да заврши. Едноставно да се вратим во некоја нормала и да почнам да сликам и некои други работи, да фотографирам, освен болни луѓе, здравство, скафандери и такви работи. Ние сме очите и ушите на гледачот. Секаде каде што е новинарот, таму е снимателот.